вторник, 28 март, кратки вести во 12 часот. И покрај бројните објави на Охрид прес и останатите медиуми, појавата на бездомни лица во центарот на градот и понатаму е слика со која се среќаваме секојдневно. Неодамна Охрид прес пишуваше за лицето кое спиеше на градскиот кеј на потегот пред поранешниот хотел Палас, каде подготвуваше храна и го поминуваше најголемиот дел од денот. Предходно истото лице спиеше пред нова зграда на булеварот Туристичка, за деновиве негов дом да биде Охридското островче. Може ли градот повеќе? Може ли да се изнајде решение за овие лица? Не дали може, туку мора, и тоа без да се бараат изговори и да се префрла топката и ингеренциите на друга страна. Повеќе лица бараат сместување во напуштени објекти и куќи, а често можат да се видат и како буквално спијат на улица или до некоја куќа или зграда. Решението мора да е системско и одржливо за да се стави крај на оваа појава. Во редот на искршени табли со обраќајни знаци, цели бетонски корпи фрлени во езеро, наред дојде и тешка бетонска жардинјера на градскиот кеј, дислоцирана од местото за каде е наменета. Секако кон ова се додава и нова искршена клупа, што веќе сериозно го отвора и прашањето за квалитетот на поставените клупи, освен што тука повторно излегува на површина ниското ниво на култура и грижа за добрата. Речиси секојдневните вакви гледки ја прават оваа тема постојано актуелна, што не би требало да биде така. Познатиот охридски радиоводител, но и планинар и влюбеник во природата, Жанко Зажголабовски гостуваше во утринската програма Добро утро секое утро на телевизија Алфа. Во разговорот со Сузана Турунџиева опфатија повеќе теми од неговите секојдневни работни обврски како водител во Супер радио до љубовта кон планината, велосипедизмот, екокултурата, сето тоа проткаено со доза хумор во препознатливиот стил на Жанко. Проговори за неговата секојдневна рутина и за емисијата Охриде не бери гајле, што полни 18 години ја води на Супер радио. Екоакциите се нешто што го прави можне често, исчистени се многу локации, вели, но за жал само после неколку дена повторно се претвараат во депонија, за што Голабовски вели дека решение е само казна. Времето денес променливо облачно и студено со засилен северен ветер. Максималната температура во Охрид до 7 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.